Битолчани воодушевени од уникатната представа на Милош Софреновиќ. Полугодишен концерт на Куди Линден. Дневникот на хулиганот повторно во Битола. Реномираниот белградски кореограф Милош Софреновиќ викендов пред битолската публика во Интимен театар ја изведе представата Wilhelm The Anatomy of Will, кое дело премиерно беше прикажано на 4 јуни на Танц неделата во Загреб. Представата во Битола беше во рамки на летниот фестивал на современ танц и театар, кој започна од 15 јуни, а траеше до 22. Изминатите денови во Интимен театар Милош одржа и работилница, односот помеѓу невербалниот и вербалниот сценски израз во театарот, која беше одлично посетена. Представа е 4. јуна представljena u Zagrebu u produkciji Zagrebačkog plesnog festivala i Zagrebačkog plesnog centra i na... Првата премиера беше во Загреб и мило ми е што имав премиера и тука. Пред се, за да ја поддржам иницијативата Новој фестивал, представата е за големиот германски композитор, посебно значаен за периодот помеѓу двете светски војни, обвинет дека соработува со нацистите, слично како многу уметници од тоа време кои беа погрешно обвинети, и кариерата со самото тоа им беше уништена. Јас се обидов преку уметноста да исправам некои неправди. Предизвика да се фатите во диалог со еден по мене од најзначајните диригенти, бидејќи тој покажа дека преку диригирањето може да им се даде нова димензија на големите композитори, како Моцарт, Бетовен, Шуман. Освен нели самата представа, вие и веќе започнавте со работилниците кои што ги држите токму на овој фестивал. Со едно интересно има, значи, односот помеѓу невербалниот и вербалниот израз во театарот. Кажете ни малку повеќе во истите. Kao i kada smo Sofija i ja prošle godine imali priliku da se upoznamo tokom njenog gostovanja. Иднината на театарот и танцот е преку поврзување на тие две категории. Танцот беше доволно без зборови во историјата, а театарот можеби премногу зборуваше, така што можеби е време за една нова форма каде ќе ги замениме улогите. Работилниците се идеална средина да ја поддржиме работата и идејата на овој фестивал, каде уметностите меѓусебно се надополнуваат. Софреновиќ е роден во Белград, а се школувал во почитуваната танц академија во Лондон. Има добиено голем број стипендии и соработувал со познати кореографи, меѓу кои Мајкл Лазич од Белгија, Ана Санчес Колберг од Лондон, Кит Џонсон од Данска, Лис Кинг од Виена, Дени Тен од Сингапур, Михаил Хонесау од Берлин, Филипо Армати од Локарно, Сонја Вукичевиќ од Белград. Ги представувал своите дела во Њујорк, Лондон, Единбург, Виена, Истанбул, Сингапур, Стокхолм, Грац, Белград и други градови. Бил дел од жирито на неколку фестивали над превари, а во моментов е селектор на Интернационалниот театарски фестивал Инфант во Нови Сад. Живее и работи во Виена. Викендов, Куди Линден одржаа концерт во Центарот за култура пред многобројната битолска публика. Истиот беше по повод завршетокот на учебната година. 14 детски групи, колку што има во Куди Линден од Битола, ќе настапат на овој завршен за нив концерт пред почетокот на новата учебна година во септември. Како што кажав, 14 групи ќе настапат денес во 80-минутна програма. Наредно не очекува со главниот фолклорен ансамбл отворање на битолско културно лето на 27.6. Потоа имаме настап на Илинденски денови. Очекуваме гости од Северен Кипар и од Будимпешта, како и новите две сценски постановки кои што ги спремаме за концертот во декември месец. И следниот период, Куди Линден ги очекуваат многубројни настапи и концерти, пред се оние на битолското културно лето.
На барање на битолската публика, а на големо задоволство на Интимен театар, Дневникот на хулиганот на авторот Сашо Димовски гостува повторно на 28 јуни со почеток од 21 часот. Книгата е роман во кој поезијата е проза и прозата поезија, а на 193 страници се сместени белешките на еден хулиган. Дневник за љубовта, за единствената смисла на животот, која се состои од мерење на времето според значењето и особеноста на луѓето кои ги сакаме и кои му даваат смисла на нашето постоење. На промоцијата на романот во Битола, публиката ќе може да погледне и 30-минутен буто перформанс во изведба на Васил Зафирчев. Буто е посебен тип на танцов театар што потекнува од Јапонија. Замислен како мултимедијален проект, Дневникот на хулиганот е единствен од ваков тип во Македонија, а излегувањето на публикацијата е само еден сегмент од приказната. Во првата етапа на Радио Метрополис се емитуваа радиски изданија под истиот наслов, а текстовите ги читаше Зафирчев. Проектот влезе во нова фаза и во продажба се појави книгата во издание на Култура. Во план е да се реализира и видеопроект, каде што главните улоги ќе ги толкуваат Зафирчев и младата актерка Наташа Петровиќ. Авторот Димовски пишува во трите книжевни рода – поезија, проза и драма и е еден од надежните млади автори на Македонија. Член е на независниот театар Театра, а во ноември 2012 со неговиот текст Пеперутка, радиодрамата се врати како драмска форма во македонскиот етер. Васил Зафирчев е актер и уметнички директор во театарот Јордан Хаџиконстантинов Джинот во Велес. Познат е и со независните проекти, каде што постојано ги поместува креативните граници. Едно од тие дела е и буто перформансот, што ќе може да се погледне повторно во Битола, а премиерно беше изведен во февруари во Македонската опера и балет. Љубовта, како апсолутна слобода на духот и телото, слободниот лет на Пеперутката и нејзината смрт, која ќе се најде во заточеништво, символично ги представуваат универзалните метатекстови со кои авторот Димовски се занимава во својата книга и кои Зафирчев ги театрализира во невербална форма, оставајќи публиката во тишина која следи по умирањето на љубовта. Книгата досега се промовираше пред публиката во Скопје, Битола, Велес, а од септември ќе се продолжи со промоција во другите градови во Македонија.